Благодарам, подпредседателе, почитувани македонски граѓани, почитувани пратеници. Денес тука дискутираме за еден нелегален избор на уставни судии, кој што дојде од Комисијата за избор и именувања. Јас искрено жалам што во ова тешко време, наместо тука да дискутираме за викенд без ДДВ, за тоа како да се помогнат македонските компании кои што плаќаат енормна цена на струјата, за тоа како да се покачат стипендии, за тоа како да се направи подобар стандард, за тоа како да се амортизира ценовниот чок на граѓаните, за тоа како да се намалат акцизите и нафтените деривати. Ние тука, по волја на владеачкото мнозинство, дискутираме за избор на уставни судии, кои што треба дополнително да го партизираат и онака партискиот уставен суд на СДСМ. Ќе направам една кратка ретроспектива, за да ги подсетам граѓаните, а и вас тука кои што се присутни, околу самиот избор на уставни судии. Пред околу година дена, после локалните избори, председателот на Комисијата за избор и именувања, Костадин Костадинов, стана градоначалник и во таа комисија во меѓувреме се смени мнозинството. Да подсетам, опозицијата бараше да се одржи комисија, да се избере председател и да се одлучува по изборот на уставни судии. Но бидејќи власта го немаше мнозинството, околу 9 месеци не ја закажуваше комисијата. А да подсетам, согласно уставот, пратеникот својата функција ја врши професионално и согласно своето собствено уверување. Ќе повторам, согласно своето собствено уверување, а не согласно уверувањето на Централниот комитет на СДСМ или на деспотот Зоран Заев. Се случи што се случи, нелегално, спротивно на деловникот, спротивно на уставот, го сменивте составот на Комисијата за избор и именувања. Дојдоа и предлозите, 6 на ВМРО ДПМН, 3 на Социјал-демократскиот сојуз во Комисијата за избор и именување. Кога беа предлозите кои што ги предложи опозицијата, ниеден од владеачките пратеници кои што се членови или заменици не присуствуваше на дискусијата, што е уште еден доказ дека гласате по партиска директива, дека не ви интересира компетентноста, не ви интересира стручноста на кандидатите, ви интересира да бидат од СДСМ, за да го штитат вашиот криминал, вашиот непотизам и вашата корупција. Не случајно, меѓународната заедница која што врши објективен преглед нотира дека имаме сериозен проблем во функционирање на судството. Да подсетам, во минатогодишниот извештај на Стейт Департментот стоеше дека судството останува подложно на политичко влијание и со слаба доверба во јавноста. Тоа неодамна го констатира американскиот Стейт Департмент. А тоа е така затоа што ваквото назначување на судии, делегирани од СДСМ и Зоран Заев, го правите континуирано во сите судски инстанции, па еве денес и во Уставниот суд. СДСМ и ДУИ, заедно со Зоран Заев, тотално го уништија судскиот систем. Со оваа власт случаите застаруваат, обични граѓани одговараат за чевапи, на криминалците им се простува, генералните секретари од влада Табил Рашковски, Табил Мухамед Зекири експресно излегуваат од притвори и се шетаат на одмори по Грција. Буквално, со оваа држава управува мафија, а токму на мафијата од интерес е да си постави судии во секој суд, за да ги штити од криминалот, а не е во интерес да се зборува за проблемите на граѓаните, како да се справиме со енергетската криза и како да се справиме со економската криза. Околу Уставниот суд, вашата омилена Кацарска, она која што е позната под името джелатот на власта, која што треба да изрекува драконски пресуди за членовите на опозицијата, ја наградивте за уставен судија. Она судивка која што го аболицираше на Зоран Заев за криминал од подкуп, она која што го аболицираше во пуч и она кој што го треба да го спасува од сите предмети за кои што требаше да лежи за дрешетки. Сите знаеме, а гледавме видео снимката за Евро кај Заев, Евро за висето, на Мирчо Свињарникот, за тоа како
Бојан Трнаеска кажа каде завршиле парите од рекет, дека завршиле кај Зоран и Вице заеви. Она судивка која што на македонските патриоти им досуди казна од над 200 години за дело за кое што не го направиле, за дело за кое што не постои, согласно кривичниот законник, не може да биде квалификувано како такво. Откако ја напредија Кацарска за главна во Уставниот партиски суд, на нејзино барање, бидејќи си има хипотеки кон таа судивка, власта мораше и понатака да го крши деловникот, и понатака да го крши Уставот, и на овој начин, без завршување на комисијата за избори и именувања, да предложи двајца предлози од власта за уставни суди, за да го допартизира Уставниот суд. Уставниот суд во моментов е претворен во орган во состав на СДСМ, па како наследници на Комунистичката партија на Македонија, најверојатно на Централен одбор на СДСМ ќе носите одлуки што треба да изрекува, на кого треба да му се пресуди, и адвокатите на Заев, како и претходно, ќе ги соопштуваат пресудите во јавноста. Доколку работиме по словото на законот и Уставот, најпрво што би требало да направи овој Уставен суд е да ја укине предлог одлуката за избор на уставни суди, бидејќи одлуката представува општ акт кој подлежи на оценување на уставност, а конкретната се однесува на избор на суди во Уставниот суд, која произлегува од Комисијата за прашање за изборите и именувањата во Собранието. Седницата на која што требаше да се утврдат кандидатите за уставни суди не е завршена и вие фалсификувавте извештај исто како да е завршена со образложение дека се гласа поединечно. Едноставно процедурата за да се даде предлог за суди во Уставниот суд, дами и господа, не е завршена. Сето тоа што го споменав говори за катастрофалната доверба во судството која што имаат македонските граѓани, 8% доверба, односно 92% недоверба. Тоа е затоа што на тој начин го штитите криминалот, на тој начин го штитите непотизмот и на тој начин ја штитите корупцијата. Кога сме кај корупцијата, корупцијата останува најголем проблем во Македонија, а согласно и последниот извештај на Европската комисија, меѓу кои и Уставниот суд на Република Македонија на чело со Кацарска, одлучуваат да се борат со корупцијата исклучиво само преку соопштенија, кои немаат некое посебно значење, затоа што со вакви кандидати се доведува во прашање вистинитоста на податоците. Истото се однесува и на судството, обвинителството, а и на владата. Се што произлегува од оваа влада, дами и господа, е криминално, противзаконски и противуставно, а така и ќе остане и со ваквиот избор на судии, кој што започна, да подсетам, со таквиот начин на закажување на Комисијата за избори и именувања, со насилната промена на мнозинството во неа, со изфрлање на колегата пратеник Фадил Зендели, бидејќи го смени своето лично уверување, бидејќи не требаше да гласа нели по вољата на Централниот одбор на СДСМ и на ДУИ. Откако се состави мнозинството, ајде тогаш ќе редиме подобни судии за СДСМ и ДУИ. И вие така ги делите работите тука. Вие тука ги делите и судиите, и луѓето, и функционерите, и тие кои што треба да добијат социјална помош, и тие кои што треба да добијат да бидат опфатени со економски мерки. Вие ги делите на подобни за СДСМ и ДУИ и неподобни за СДСМ и ДУИ. Ваквиот начин на избор на судии е уште еден доказ за тоа. Ниеден од власта не присуствуваше на Комисијата за избори и именување да ги слушне аргументите за предлозите на опозицијата, кои што имаат напишано над 30, 40, 50 научни трудови, кои што се професори и експерти во својата научна фела, за разлика што предлагате тука административци или луѓе кои што не се толку истакнати во правната фела. Едноставно, вие гласате по директива, не гласате врз словото на аргументите. И за тоа штета ќе трпат граѓаните, штета ќе трпи државата. И се гледа дека вас приоритет не ви е проблемот на граѓаните, туку вас ви е грижа проблемот да партизирате и она што остана непартизирано. Благодарам. Лјупчо Пренчов има збор. Повелете.